Виша сила вмеша прсти околу објавувањето на извештаите на потрошени пари во претседателската кампања на веб страницата на Државната изборна комисија на кандидатите Силјановска-Давкова, Пендаровски и Река, вели претседателот на комисијата предложен од редовите на ВМРО ДПМН, Оливер Дерковски, за тоа што и по истечениот рок, синоќа на полноќ, тие се уште не се достапни на јавноста преку ДИК. Еве да ги добиеме и ќе ги објавиме веднаш. За нашата веб страна работи од денес така. Но тоа припреда мала. Да, имавме, јас се извинувам на сите, меѓутоа имавме одредени технички проблеми кои што не се по наша вина. Се работи за виша сила која што не можете да видите. Меѓутоа ги надминавме тие проблеми така што се. Од друга страна, пак антикорупцијската комисија веќе ги објави извештаите на својата веб страница на консензуалниот кандидат Стево Пендаровски и на кандидатот поддржан од Алијансата за албанците и Беса Блерим Река од ВМРО ДПМН велат дека извештајот го пратиле по пошта и тој треба да стигне во наредните 3 дена. Пендаровски, зад кој застанаа коалицијските партнери СДСМ и ДУИ за претседателската кампања од 26 март до 10 април, потрошиле половина милион евра, најмногу за платено политичко рекламирање во медиумите, за закуп на простор, за комуникацијски, транспортни и интелектуални услуги. Најмногу пари собрале преку донации, околу 170.000 евра. Во извештајот на Блерим Река, зад кој застана Алијансата и Беса, стои дека во првата половина од изборната кампања потрошиле 25.000 евра, од кои најмногу за изборната програма, спотови и банери. На страницата на ДКСК не е објавен финансискиот извештај на претседателскиот кандидат поддржан од ВМРО ДПМН, Гордана Силјановска-Давкова. Оттаму велат дека синоќа до 24 часот завршил рокот за достава и дека Силјановска не доставила финансиски извештај, но очекуваат да стигне по пошта во наредните 3 дена. ДКС ги објави извештаите на СДСМ, ДУИ и Беса за потрошени пари на кандидатите за градоначалници на Охрид, Ново село и Дебар.